Дејан, добро утро. Добро утро. Од она што можам да го видам, што е актуелно во поглед на светот, тоа е дека има рекорден број на заразени со коронавирусот во Јапонија. Меѓутоа и анализите кои што го фалат Нов Зеланд како најдобро се справува со коронавирусот, вели од 1200 заразени, еден починати, 300 оздравени. Знам дека ја правиш онаа генерална анализа за ситуацијата со коронавирусот. Па добро, тоа е дневен рапорт, мораме да го кажуваме и да повторуваме дека во денот за 24 часа во светот секој ден бројката на заразени се качува за околу 100.000, денеска дојдовме до 1,5 милион заразени и околу 90.000 починати во светот. Ги спомна Јапонија, ги спомна Нов Зеланд. Нов Зеланд нема многу население, мислам не е некоја голема држава со население, па оттаму и нивната култура и географија веројатно тек допрва може би ќе удри коронавирусот. Таму не може да удри како што удира во Европа и Соединетите Американски држави, во Азија, што се однесува до Јапонија. Тие дури би рекол, ние ги анализиравме состојбите таму, тие дури и одлично се справуваат. Ако се земе во предвид дека се над 130 милиони, ако се земе во предвид дека се во близина на Кина, во близина на Јужна Кореја, епицентарот на коронавирусот, во секој случај јапонците веројатно имаат линеарен, а не експоненцијален раст на заболени, што се смета според здравствените власти. Можевме да слушнеме дека тоа е на некој начин успешно справување со епидемијата. Но САД остануваат епицентар на коронавирусот, таму се зголемува бројот на смртни случаи, околу 2000 изминатото деноноќие. Така да 2 дена поред има по 2000 закинати и починати, ми се чини дека се качува до 15.000 починати, што е стига на некој начин бројката во Италија, каде во Италија има 17.000 починати до сега, ја прелипа и бројката на Шпанија. Значи, Соединетите Американски држави изминативе денови ги анализираме, таа е најмоќната суперсила во светот и некако сите ние интимно и целиот свет очекува дека научно и медицински најсофистицираната, најсилната, разузнавачки, најдобро подкованата држава очекувавме да го одбрани човештвото, односно да се справи со коронавирусот. Меѓутоа, таму знаеме што се случува. Обвинет е претседателот Трамп дека несериозно ги разбрал разузнавачките предупредувања, сакал да ја спаси економијата наместо човечките животи и сега имаме на некој начин катаклизма, ви рекол, како што ја нарекуваат американците во САД, особено што бројката, рековме, премаши на починати онаа бројка од 11 септември, а Њујорк е град на духови и се споредува со Перл Харбор. Во меѓувреме почнуваат некои мерки за координација на федералните држави. Ке потсетам, во Соединетите Американски држави федералните држави имаат своји некои устави и они сами донесуваат одлуки. Доналд Трамп беше критикуван дека не ги координирал, не им наложил, па сега веројатно под притисок на јавноста донесе одлука Белата куќа да нема извоз на медицински производи во светот, американски медицински производи, доколку има недостиг од истите во Соединетите Американски држави, бидејќи претходно фирмите, приватните, за продажба ги извезува респираторите кои се дефицитарни и другата медицинска опрема во Соединетите Американски држави. Но повторно ќе го споменам, Трамп во целата оваа ситуација повторно посакува и најавува економски бум во САД после епидемијата на COVID-19. Позната е неговата изјава дека до 12 април, кога е католичкиот Великден, САД ќе победи епидемијата на коронавирусот и ќе отвори економијата, но еве сведоци сме дека тоа за сега тој не успела. Од друга страна, американските научници предупредуваат дека коронавирусот нема да исчезне при стигнувањето на потоплите временски услови и покрај тоа што голем број на експерти ги слушаме во медиите каде што тврдат дека со зголемувањето на температурите коронавирусот ќе
исчезне. Овие експерти американски велат дека во Кина се покажало дека вирусот се шири експоненцијално дури во услови на максимална температура и дека секој заразено лице распространува во просек на 2 други лица инфекција, така да едно лице секогаш според некои информации заразува најмалку уште 2 лица. Песимистички прогнози имаат и европјаните. Европа се уште не го достигнала врвот на епидемијата, тврдат од Европскиот централ за контрола и превенција, и дека пикот тек допрва ќе доаѓа, што само на некој начин остава простор дека епидемијата, односно нејзиното ширење, се уште не е запрено и дека светот ќе се соочува и натаму со оваа епидемија и со нејзините последици. Светската банка и на ММФ предупредуваат дека COVID-19 епидемијата ќе однесе во сиромаштија околу половина милиарди луѓе во светот, бидејќи поради епидемијата се затвараат работни места, економиите се запрени целосно, нема работа и после некое време од кој ќе заврши медицинската, ќе дојде социјално-економската криза. Така, но во поглед на, ако се тргне малку барем на страна коронавирусот, на мала врата како глобална политика, Дејан, што е она што се случува во моментов? Што велат твоите анализи, твојот извештај? Што се однесува до другите теми, а поврзани со коронавирусот, ќе мораме да го одбележиме најавениот состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации околу коронавирусот. Критикувано е на високото безбедносно тело дека не може да се состане, да направи извештај што се случува во светот. Се потсеќа дека во времето на еболата и на хивот, односно сидата епидемијата, која е многу помала од оваа со коронавирусот, Советот за безбедност се занимаваше со тие случаи, но сега околу коронавирусот не може да се договорат да донесат резолуција, бидејќи резолуциите на Генералното собрание не се обврзувачки правно, но обврзувачки се договорите помеѓу 10 члена на Советот за безбедност и 5 постојани земји членки, САД, Велика Британија, Франција, Русија и Кина. Проблемот е што во Советот за безбедност едната земја членка САД се обидува по налог на Белата куќа да ја обвини Кина дека таа е виновна за ширењето на коронавирусот и дека таа ги криела вистинските информации по што дошла пандемијата. Од друга страна, Кина као постојана земја членка на Советот за безбедност може да стави вето околу ова со помош на Русија и така се пролонгираше овој состанок. Од она друго што е интересно е дека договор имаше криза, нафтена криза пред се, бидејќи Русија и Саудиска Арабија почна со завршувањето на договорот, нафтениот договор, а не обновувањето на новиот, го зголемија производството, почна да има трка кој побрзо и кој повеќе ќе произведе нафта. Русија и Саудиска Арабија го подигна производството, но поради малата побарувачка во светот, пред се ради коронавирусот, цената на нафтата падна. Сега тие се договорија во рамките на ОПЕК, земите извознички на нафта, ќе потсетам, Русија не е членка на ОПЕК, но Русија учествува бидејќи е производител на нафта, успеа да се договорат и Русија ветите ќе го намали за 14% производството на нафтата, со цел да се стабилизира цената на нафтата на светскиот пазар, бидејќи со тоа паѓање на нафтата дојде до дополнително, би рекол, економска криза, бидејќи све е вржано околу нафтата, сите валути пред се доларот е вржан со цената на нафтата, потаму со падот на цената ќе падне и вредноста на доларот, а паѓањето на вредноста на доларот не е добро ни за светската економија, а не е добро ни за Соединетите американски држави кои се соочуваат со се поголема криза. И оно што мораме Чаловски овој репорт да го потсетиме и да го кажеме, бидејќи сме го третирале како тема, е одлуката на еден од кандидатите за освојување на претседателската номинација на демократите, Берни Сандерс, демократскиот социјалист, кој се обиде демократската партија да ја сврти малку налево, одлучи да се повлече од трката и да му даде поддршка на единствениот кандидат на демократската партија кој ќе се соочи во претседателската трка со Доналд Трамп, а тоа е Џо Бајден, поранешниот подпредседател во администрацијата на Барак Обама. Берни Сандерс
се откажува од трката, нели за Така го напоменав и номинација. јас тоа во утрово. И се обидува да му даде подршка на Џо Бајден за заедно да го тргнат, како што вели Доналд Трамп од Белата куќа. Ова е уште еден гест дека демократите се окрупнуваат и сакат со здружени сили да го победат Доналд Трамп. Само уште една работа сакам да кажам, во секоја криза, како што е оваа со коронавирусот, во фокусот се претседателите, медиумскиот фокус се претседателите и тука можат да го подигаат рейтингот. Наспроти тоа, кандидатот за претседател од демократите, во случајот Џо Бајден, е некако медиумски изолиран, бидејќи нели фокус околу коронавирусот. Следат заедно ќе се обидат, да. Така, да. Ке следат денови кога ќе зборуваме само како еден вид профил за Џо Бајден, како ќе се ближат изборите. Знам дека ќе го следиш сето тоа детално како што ги следиш сите случувања во светот. Дејан, ти благодарам. Ние навлеговме веќе 2-3 минути во вестите. Време е за второто информативно издание со Александар Петрески. Благодарам и на вас.